Добро вечер, почитувани гледачи. 75 години слободен Охрид. Нека ни е честити вековит празникот. Во ова празнично попладне, денес во Подлупа, ќе разговараме со мој драг гостин, Илија Пиперковски, режисер. Добре дојдовте во емисијата и во телевизијата ВМ. Ви благодарам многу за поканата и секој пат ми е чест кога сум ваш гостин. Господин Пиперковски, денес една причина повеќе за ова гостување ми беше празникот на градот, ослободувањето на Охрид од фашистичкото робство и се она што се случувало на овој датум. И вие пред 3 години ќе ни кажете на чија иницијатива и како дојдовте на идеја, снимивте еден документарен филм за Охрид, каде што имаме и некои историски елементи. Па ајде да видиме како вие го доживеавте тогаш, кога го снимавте сето тоа, каде тој филм се е прикажан, 5 епизоди се во прашање. Имавме можности ние да го видиме. И што доловува, колку може да долови од она време кое што било порано и она што е сегашност на градов и некаков развој на самиот град. Добро. Бидејќи пред, не знам, неколку години, може би повеќе од 5 или 6, се почна со една кампања за снимање историски документарни филмови, без разлика дали било револуционерен период, војводи, и почна еден циклус на снимање на континуитет на градови. Во таа кампања се фатија Охрид како град, Битола и Велес, мислам. На различни режисери и различни продуцентски компании и кој каква амбиција таков и филм направи. Уште кога и пред да бидам студент, животна желба ми беше да снимам 2 работи во Охрид. Првен да снимам документарен филм кој слоевито ќе биде раскажан од праисторија до ден денес, а другата желба ми беше да снимам и игран филм. Се вратив на студии, склоп на околности, веќе и тоа кое ми беше како желба, веќе и почнав и на еден начин да го смислувам. Не дека годините претходно не сум го мислел сето тоа, нормално сум го мислел, ама на следниот начин беше и кога веќе почнав и со соработници. Сите најеминентни луѓе кои некој пат во својот животен, работен, научен век го студирале Охрид, беа и соработници, соговорници во филмот, од кои ги црпев сите информации и инспирација како Охрид живеел во континуитет слоевито. Филмот го снимав некои си 3 години. Сакав Охрид да го прикажам во сите можни сезони, без разлика дали е лето, есен, зима, пролет. Охрид е секој пат убав. И дури инвестирав и во најсовремена опрема која ќе ми овозможи да ги пратам сите светски трендови на снимање на ваков вид на документарни филмови. Сакав на еден начин да се, и во исто време и амбиција моја беше да се ставам во пракса еден ден, дај Боже, да работам за BBC, за Discovery, да знам што значи таа посветеност. Едноставно сакав на едно многу високо ниво да го сработам, бидејќи кога се работи за еден капитален проект како документарен филм за Охрид, Охрид не е случаен град и сите што живееме тука не сме по случајност. И сите што живееле тука не се по случајност. Охрид е на таква ризница која не беше доволно само една епизода, туку беа потребни и 5. Беа планирани првен 4 епизоди, па после дополнително се снимаше уште една... уште и 5-тата. Да. И многу работи не влегува во филмот. Се потрудив да ги снимам сите најзначајни работи кои оставиле печат, без разлика дали биле настани, дали биле тоа луѓе, дали биле процеси кои се одвивале. Знаете, 5 епизоди, секоја епизода по час и 10 минути, многу време е потребно, посебно на начинот на кој го замислив да го реализирам самиот филм. Ми даде една сатисфакција, ми даде еден сон, секој ден да го живеам, секој ден со желба да го надополнувам материјалот, да го надополнувам, бидејќи градот е жив. Цело време се случуваат некои работи. И градот, некои работи сега се изменати за разлика од пред 2 години. Знаете,
жив град, нон-стоп инфраструктурата работи. И се радувам затоа што имав честа да пред се научам за Охрид, да научам како се живеело илјадници години, зошто Охрид бил значаен за сите, во исто време и што значи самиот град. И што откривте од овие контакти со еминентни луѓе кои што се стручни во својата област, од контакти со обични луѓе, значи и од граѓаните многу информации може да се исцрпат, од најверојатно прелистување на многу страници, дали се историски или некои списи кои што сте ги нашле, значи треба едно поопсежно истражување да се направи за да се сними еден таков документарец, затоа што навистина опфаќа еден долг период, кој што, како што рековте, многу е тешко да се стави во 5 епизоди. 4, па ете и 5-тата, но и таа може би многу материјала останат да се направат уште 5. Тоа се некој околу 6 сати видеоматеријал сниман. Научив многу, дали местоположбата на самиот град, каде се наоѓаме. Ајде споделете нешто со нас и со нашите гледачи, некои интересни факти кои што се помалку познати, можеби еве не се застапени ни во самиот документарец. Денес е денот кој што му го посветуваме на нашиот убав град. Слободата. Значи, тогаш кога не бил слободен, бидејќи денес 7 ноември, ослободување од фашистичкото робство, и тогаш кога не бил слободен, кога бил под окупација, Охрид бил слободен. Дишал слободно на свој начин. Ајде тоа малку да го објасниме за гледачите. Охрид никош не бил освоен. Никаде во историјата не се кажува дека со војна, со битка, Охрид бил завземен како град. Да, Охрид се бранел, Охриѓани го бранеле во теков на цел изминат период илјадници години назад, ама и тоа веќе го правеле. Се снабдувале преку цело време за да имаат без разлика во кафе временскиот период на опсада. И секој пат биле Охриѓани снаодливи за да си го одбранат она што го имат. Никогаш со сила, секој кој дошол во однос на мок и позиција, слободно му бил даден. Ево, дојди, управувај. А ако мислиш дека си подобар од бил кој било претходно, времето ќе покаже. А многу го посакувале Охрид и се уште го посакуваат. Охрид, дали во времето на цар Самуил, дали во времето претходно на Свети Климент, дали и претходно илјадници години наназад, дали и времето после, секој кој го владее Охрид преку инфраструктурата оставал печат. Така и денеска ги имаме сите градби, сите најзначајни монументални споменици. И така и се гледа и раскошот на владението, така се гледа и едноставно кој со каква мисла сакал да владее. Може би го окупирале, но не го поседувале. Ниту градот, ниту граѓаните. И дури со еден стравопочит се однесувале кон истиот и како што рековте оставиле за нив траги кои што биле позитивни. Да се подсетиме само на водоводот кој што го изградил кралот по една посета, не зборуваме за окупација, една посета на Охрид, воодушевен бил и сакал нешто трајно да остави за тој град. Така да и сите они кои што поминувале и заминувале оставиле по нешто. Плавашник за мене е едно најсветите места во Република Македонија. Од многу причини. Сега за Плавашник има едно најкомплицираните археолошки локалитети во исто време. Зошто? Например, имате храм на богот Дионис. Доаѓа рано христијанството, се гради Троковравната базилика. Доаѓа христијанството, се гради храмот на Свети Климент, посветен на Свети Пантелеймон. Доаѓа османлискиот период, градат на исто место. Значи може да е полево, подесно, понапред, поназад, но пак на истото место. По што е толку посебно?
Значи, зошто токму тука, ево, на вистина има простор, можело, на друга локација? Светоста на самото место е тоа што не прави да имаме толкава почит. И мислам дека и целиот град. Затоа и во континуитет таа не би можел да речам здраво почит, туку световност е таа што одредила да се има толкав принцип однос на разбирање, да нема уништување и да останат градбите и цела инфраструктура ден денес да има вака. Со кој се соработувавте додека го работевте документарниот филм? Еве, рековме луѓе од науката, обични граѓани и како ги остварувавте контактите, како доаѓавте на идеја токму со нив да направите разговор? Бидејќи беа први планирани 4 епизоди, секоја епизода си имаше свој автор на сценарио. Првата епизода беше академик Вера Битракова, професорката. Во заедничка соработка со нашиот археолог Паско Кузман го фативме првим праисторијата, па после го фативме античкиот период на Македонија. Втората епизода беше од крајот на ранохристијанскиот период до почетокот на османлискиот период, значи да не речам цел среден век и претходно. Автор на сценариото беше академик Цветан Грозданов. Третата епизода е наменета за османлискиот период. Автор е Драги Јоркиев. Четвртата епизода автор е нашиот професор Павле Митрески. А петтата епизода како автор се појавува доцент доктор Никола Митровиќ Бабе. Во заедничка соработка со сите автори одредувавме кои ќе ни бидат и нашите соговорници, бидејќи секој истражувал од тие автори, јас со најголема почит. Да, како режисер имам свое видување, ама во исто време сакам и да помогнам во самото сценарио. Едно е фактографски да се напише еден текст, во кој само ќе бидат спомнати информации, а во исто време не сакав на гледачите да им биде напорно, во смисол само да слушаат фактографија. Тоа е тој баланс што го направи во смисол и историско-научната дејност да биде офатена во смисол да имаме континуитет на години, податоци, кој, кога, што и како, а во исто време и визуелниот дел да биде пак атрактивно за сите гледачи, да не биде само бројки. И знаете, секој од нас има своја приказна во Охрид. Дали некој само дошол на викенд, дали поминал лето во Охрид, дали е роден, дали детство, дали момчество, дали старост. Градот е жив и цело време додека живееме, твориме и работиме, слушаме информации, слушаме приказни. Се потрудив и некои легенди, митови да ги раскажам, ама пред се научно-истражувачката дејност ми беше приоритет, бидејќи знам и бев сигурен и убеден на начин дека тешко кога некој би се нафатил толку години да ги трне настрана и да ги се ги посвети да направи еден таков филм. Верувајте ми, уште на самиот почеток кажав дека огромна желба ми беше, а желбата е единствениот двигател во животов. Да, волјата, толеранцијата, разбирањето се останати работи, но желба ми беше и таа желба ми се исполни. Го направив тоа како еден капитален проект кој се надевам дека ќе остане во годините како еден печат, ќе остане како една референца како се живеело слоевито во Охрид и се надевам дека во иднина некој само ќе го дополни се тоа. Во која епизода е застапен оној период на окупација и ослободување на градот? Петата епизода зборуваме од крајот на Втората светска војна како е Охрид ослободен, па се до ден денес. И што се случувало пред 75 години на овој ден? Еве нешто да исцрпиме од таа епизода и од она што се факти некои кои што ги кажуваат историчарите. Имаме едно видео, се надевам дека гледачите за брзо ќе бидат во можност во теков на емисијава да го погледнат доколку направиме пауза. Тоа е едно кратко видео во 5 минути како уствари се одвивал крајот на војната. Но сакам да ви напоменам една многу интересна работа која ми се случи додека го снимав баш тој дел,
Полот со говорниците на кои ги поканив да бидат дел од овој филм одбија. Бидејќи се уште некои луѓе се живи, не сакат да зборуваат, не сакат едноставно да си предизвикуваат проблеми во старост. Едноставно сакаат да кажат една работа која може да се случила во Охрид. Никој не може да каже со сигурност. И единствено само тоа ми остана незабележано. Цело време сакав да бидам објективен, да ги прикажам сите страни. Тоа е историјата. Ви успеа тоа? Па да, успеа. Затоа што велат историјата, пишуваат победниците и секогаш ја пишуваат онака како што ним им одговара. Дали се согласувате со тоа? Имаме една друга теорија во однос на историјата кога се раскажува или прераскажува. Замислите, сакате да направите кајгана и кршите две јајца. И кога ќе ги изматите, спремни сте за пржење. Сега, ај одматете ги. Така се раскажува историја. Никој не може ни да ги одмати јајцата, ниту некој може веродостојно да ги прикаже, забележи или покаже сите работи како вистински се одвивале. Сега, имајќи го предвид овој факт, сакав да видам колку што можам пообјективен и да ги запазам сите можни страни. Но ние си имаме официјална историја на нашава држава. Знаеме, бидејќи сме истражувале, сме откривали изминативе години кој како живеел, работел, творел овдека во Охрид, кој дошол, зошто дошол, што намера имал, кој крадел, како крадел, каде се однесени сите работи од градов. Тоа е интересно. Имаме материјал и причини и да речам потреба за и понатаму да се истражува и да се откриваат работите. Градов е навистина една ризница и не знам колкав дел е од тоа се и откриено. Ако многу луѓе работеле на тие теми, дури целиот свој живот го посветиле, ама останале уште многу работи за откривање, за наредните генерации. Каде се е прикажан филмот? Дали си го доби местото што го заслужува, затоа што не е само да се направи еден, се зборуваме конкретно документарен филм, туку тој треба да си има на некој начин и своја употребна вредност. Дали вака на вакви денови се прикажува или на некој настани каде што треба да се презентира нашиот град, како сето тоа е пласирано после неговото раѓање? Продуцент е Македонската радио телевизија. Копродуцент е Пандорас Бокс продукција, која го извршуваше снимањето. Го донесе финалниот пакет. И сите права се на Македонската радио телевизија. Во однос на планови и амбиции што понатаму Македонската радио телевизија има со самиот филм, не знам, ама неколку работи ги знам, кои досега се беа направени. Македонската радио телевизија ги дава сите документарни филмови на сите други приватни телевизии, вклучувајќи си има свој YouTube канал и на еден начин и го промовираат секој интересен проект на социјалните медиуми. Помина пак одредено време, некои си 2 години од кога излезе и првата епизода. Знаете, Охрид е вечен град и мислам дека документарниот филм нема одреден рок на траење. До кога може да се прикажува? Било дека е многу тежок жанр, значи воопшто документарните филмови, затоа што треба многу претходна подготовка, истражување, се темелат на факти, не можеш тука многу нешто што да измислуваш и така натаму, и затоа е една трајна вредност. Остануваат, да речам, за секогаш. Значи тоа е една ризница на Македонска радио телевизија, кога веќе ним им припаѓа, и тие може да го имитуваат уште и години нанапред, затоа што тоа е тоа. Сега, дали планирате да го надоградите овој проект? Сигурно тука потребни се средства, но дали имате некаква намера и дали работите на тој план, бидејќи материјали, како што рековте, имате уште и од претходниот пат, што некои не се дообработени и објавени во овие 5 епизоди, а во меѓувреме се случуваат и нови нешта. Дали би работили понатаму на нешто такво? Вака,
бидејќи основна дејност како професија ми е режисер и цело време со очи отворени гледам што се случува околу мене, си снимам, фотографирам. Дали ќе биде тоа фотографија, дали ќе биде видео снимка, си праваме на архива. Дали сега во моментов приватна, бидејќи само го збогатувам материјалот, па не знам, еден ден би требало, извините, да дојде и 6-та епизода. Само пак треба некоја временска дистанца да биде одмината за да се случи некоја, да има разлика. Верувајте ми, во сите овие 5 епизоди ги опфатив апсолутно сите општествени сфери. Вклучувајќи и последната, кога зборувам за почетоците на туризмот во Охрид, па како и денеска. Спортот во Охрид, кога се почетоците на фудбалскиот клуб, например. Не знам дали гледачите знаат дека во 2021 се прават 100 години од фудбал во Охрид. Кога ракометот, кога едриличарството. Верувајте ми, ги опфатив сите можни сфери. Сега треба да помине на временска дистанца за да се случи таа 6-та епизода. Материјалот секој ден се зголемува, се збогатува, инфраструктурата се менува, работи нови се градат и ќе се градат и се надевам дека овој процес како документарен филм за Охрид градот на светлината ќе си продолжи понатаму. Се надевам дека и некои други мои колеги ќе направат нешто друго, па да испадне како еден цел циклус. И јас се потрудив најмаксимално во сите тие услови, дури многу повеќе од тоа, да направам еден капитален проект кој не само што ќе зборува за градот, ќе зборува и за мене како автор, бидејќи верував, сакав, имав желба, волја и амбиција да оставам нешто позади себе. Бидејќи сте го виделе градов низ еден калейдоскоп, значи во различни сегменти, периоди од неговите почетоци па до денес. Вам лично, во кој период ви е најубав Охрид? Кога најмногу ви се допаѓа? Кога бил можеби најголемиот негов процут? Кога би живееле, еве, така да кажам, вие, ако можете да бирате, во кој период би живееле во градов? Секоја епоха, секоја ера си има своји и убави и неубави работи. Нормално. Но мора да има некоја златно доба што викаме на градот. Според вас кои години биле тие? И раното христијанство е многу интересен период. И времето на Свети Климент е многу интересен период. И на Свети Наум. Самоиловото време е интересен период. И времето на Прогон Згур, градител на Богородица Перивлепта, е многу интересен период. И времето на наколните населби е интересен период. Османлискиот период. Знаете, во историјава нема што би било доколку. И цело време, додека го правев овој документарен филм, си замислував кој е најдобриот период за живот. Бидејќи сега живеам, сега творам, сега работам и сега ги гледам сите предизвици, мислам дека сега е најдоброто време за да можам да направам нешто. Ако би живеел во поинако време и би ги знаел сите овие информации, може би ја променил текот на историјата. Знаете, ако живееш во еден период, не би сакал да бидам само како нем наблюдувач. Сакам да бидам дел, активен. Затоа и се вратив после долго години студирање. Го направив тоа што го сакам. Да му дадам на охриѓани, не пред се на охриѓани, на цел свет. Сите луѓе што не го знаат Охрид, зошто Охрид е значаен? Зошто Охрид е свет град? Мислам, сега е најдоброто време, колку и да е тешко, и порано било многу потешко. Сиромаштијата неизбежен процес на живење на човештвото. Уметноста и културата се душата која му ја даваат на еден град. Инфраструктурата е таа која го дава печатот на едно владење. Но мислам дека сега и овде е моментот кога
покрај што би можеле да бидеме и активни, и продуктивни, би можеле да направиме подобри нешта за Охрид. Сите би сакале да направиме подобри нешта за Охрид, а колку тоа на вистина реално го правиме, ќе оставиме да кажат идните генерации. Малку ќе ве одморам, време е веќе за реклами, па ако можат од режија нешто на брзина да измонтираат, да видиме од материјалот што го донесовте. Малку ми задоцнивте и заради тоа не можевме сето тоа да го изорганизираме, но ќе се потрудиме ако имаме една подолга пауза за реклами. Кам, постојано ниски цени. Ново, чипс со пиперка 175 грама 79 денари. Малиџано 350 грама 48 денари. Баклава со вишна 450 грама 49 денари. Ножиња за бричење 6 плюс 2 209 денари. Кам, купувај мудро. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Викенд забава во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Огнен Здравковски. И сабота со Кико и Коки. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. За сите љубители на вкусната храна, Village Bistro со нова понуда. Похован пилешки стек со гарнир 120 денари, пилешково кари сос со гарнир 120 денари, свинска шницла со гарнир 120 денари, ќофтево сос со гарнир 100 денари, пилешки стек со гарнир 120 денари, риба ослич со гарнир 80 денари, колбас со граф 100 денари. Village Bistro се наоѓа на улица 7 ноември во непосредна близина на автобуската станица. Илија, експресно е се овде, емисија во живо. Мислам дека од режија успеа да стават дел од материјалот и ако е готов, би сакала и јас и гледачите да го видиме. Тоа мало парче за ослободувањето на Охрид, каде што зборуваат двајца еминентни историчари. И двајцата мислам дека се Никола Митровиќа е охриѓанец, а Виолета Истоачкова има потекло од Охрид. Па ајде да видиме охриѓани што зборуваат за Охрид. Охридчани с радост разграбват народните знамента. Бугарската армија влегува во Охрид на 11 мај
се разбира свечано дочекана како ослободителска армија, како и во сите градови во Македонија, но набрзо и кај Охриѓани, и кај другите македонци созрева сознанието дека доаѓаат повторно поробители, дека не доаѓаат ослободители, и сето она после што се случува, сите полеви судови, малтретирања, затварања, интернирање на бугарските власти на секој слободумен македонец, фактички ја кажува нивната наводно ослободителна мисија со која дошле во Македонија и во градот Охрид. Нормално, во таа бугарска асимилација се одело кон изучување на бугарски јазик, кон изучување на бугарска историја, кон изучување на бугарски песни, додавање на презимињата со бугарска додавка, односно завршување на презимињата на ов и слично. Меѓутоа, она што е значајно во овој период, несомнено е дека народно-ослободителното движење, особено кон 1944 година, односно летото и есента 1944 година, веќе ги правела тие завршни операции за ослободување на македонската територија од окупаторите. Несомнено, тука спаѓа и градот Охрид. Повраќањето на главнината на војните единици на нов од Егејска Македонија и формирањето нови големи единици, меѓу кои и Охридската бригада. Поголем број охридски интелектуалци, постари и помлади, заминаа во тие единици за да придонесат за ослободувањето. Во тоа формирање на Охридската бригада и своје учество зеле огромен број на охриѓани, меѓутоа како најистакнати би ги укажал Димче Коцо, Димче Маленко, потоа Никола Јанев, Петар Лештар и така натаму. Сите овие понатаму ќе имаат големо влијание врз интелектуалноста и во Македонија, меѓутоа и во она што значи интелектуалност на градот Охрид. Особено тука би го истакнал Никола Јанев, кој ќе прерасне во еден писател, локал патриота кој ќе пишува за својот град. Имено ја напишал книгата Маргиналиите на мојот град. Потоа Димче Маленко, историчар, публицист, исто така и Димче Коцо и така натаму. Сиве овие понатаму во тој нов, би рекол, период на Македонија, меѓутоа и на градот Охрид ќе имаат доста големо значење. Она што е значено во текот на тој завршеток во Народно-ослободителната војна во градот Охрид е дека огромен број на охриѓани ги дале своите животи. Несомнено, постои како еден историски податок дека само на територијата на град Охрид и на Дебарца имало околу 300 жртви. Нормално, не сите од градот Охрид, меѓутоа околу 300 жртви за народно ослободување. Со првите зраци на вторничното есенско утро, бригадите биле во полн замав. Напредувањето се одвивало полека, но сигурно. Жестоки битки се воделе кај клучните постови на германската војска во Охрид, кај гимназијата и кај градските гробишта. По повеќе часовна битка со променлив успех на страните, германците се повлекле од кај гробиштата кон касарните. Кулминација на битката е достигната кога пладнето на 7 ноември, кога повеќе стотици борци тргнале во спротивен масовен јуриш, со што непријателските единици се повлекувале, а партизанските сили започнале да навлегуваат во градот од различни страни. Конечно, германските единици со својата опрема се повлекле кон Струга, а во Охрид започнало да се слави ослободувањето. Оние што загинале во виорот на војната се Андон Дуков, Серафим Китановски, Боро Шаин, Нада Филева и други. По успешно изведената народно-ослободителна војна на македонскиот народ од 1941 до 1944 година, не само што се изврши целосно ослободување од фашистичкиот окупатор, туку веднаш се пристапи кон формирање на првите органи на власта, народно-ослободителни одбори. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигнува. За прв пат, после времето на цар Самоил, македонскиот народ створи своја сопствена држава. За прв пат,
македонскиот народ ќе се осети во Македонија како во своја куќа. За прв пат, тој стана не дребна пара во сметките на грбежливите сили, туку слободен народ во слободна држава. Тоа е најголемата придобивка во историјата на нашиот народ, спечалена во гигантскиот антифашистички фронт со крвта на најдобрите синови на Македонија и со помошта на другите народи на Југославија, осигурана во нова федеративна заедница на народите на Југославија. Сета таа општествено-политичка историја на Македонија ја делеше и градот Охрид. Како официјален датум за ослободување на градот Охрид се смета 7 ноември. Убав материјал, точно така. Ние со задоволство го гледавме ова парче и намерно не коментиравме затоа што имаше кој да коментира, а и сликите зборуваа многу. Илија вела дека на прво место најскапо ценно нешто е здравието, а потоа е слободата. За среќа имаме слободен Охрид кој што може да се развива во оној сакан правец за да биде едно убаво место за живење. Имаш ли оптимизам дека такво ќе биде ова наше рајско парче земја? Живееме во рајот. Ако не сме сложни, ако немаме разбирање, толеранција, ако немаме почит, џабење се, можеме во пеколо да живееме. Се надевам, не само од мојата генерација, туку се надевам и од генерациите кои допрва ќе владеат, ќе го развиваат градот, дека ќе се постигне некој си пред се човеково разбирање, во кое ќе бидеме сложни и толерантни и дека ќе дојдеме до некоја си подобро благосостојба. Не ни треба многу. Многу малку за да можеме да постигнеме многу убави работи. И се надевам и затоа и живеам тука да дадам колку што можам поголем допринос не само кон мене, кон моето семејство, кон пријателите, туку воопшто пошироко кон заедницата. Така. Добро, аз тука и би го завршила, би го заокружила овој дел од разговорот посветен на денешниот празник. Посакуваме навистина Охрид да биде слободен во сите сегменти, буквално во буквална смисла на зборот, да се развива, да биде убав, да биде посакувано место за живење, да чекаме уште многу вакви празници и чествувања кои што се воедно и потсетник на една историја на се она што се случувало и да не дозволиме да се повторат вакви неубави нешта. Сега уште една причина зошто си ти денес мој гостин е еден филм кој што ти го снимаше заедно со екипата пред 2 години, а поради кој што пулсираше заедно целиот град. Беа ангажирани многу покрај глумците, значи покрај актерите професионални, беа ангажирани многу статисти кои што едва чекаат да се видат, барем во еден сегмент, барем во еден дел од тој твој филм. Станува збор за филмот Дедо и внук. Што се случи, Илија? Каде е филмот? Кога е промоцијата? Се радувам што конечно и го заврши филмот. Во смисол да направи цела постпродукција и го имам филмот и наредниот месец на 5 декември во склоп на чествувањата на големиот празник Свети Климент, патронот на градот, ќе биде прикажан и во Центарот за култура. Како испадна се како пакет? Дали си задоволен? Многу задоволен. Многу сум горд на себе и многу благодарен и на сите луѓе кои дадоа и најмал допринос да го направам тој филм. 2 години, да, многу ми е жал тоа што се случи, но пред се имав други работни обврски кои не ми дозволува да направам еден период
на пауза во кој би го завршил филмот. За жал, тоа се случи, но имам филм кој зборува за една вечна тема. Знаете, сите филмови се љубовни, ако некои они ги викат и воени. И ќе ми представува особена чест да ги поканам сите охриѓани кои не гледат сега пред се на малите екрани и кои знаат за филмот, живеа со мене додека го снима филмот и се надевам дека филмот ќе си го најде својот пат низ цела држава како кинодистрибуција и пред се на некој од фестивалите надвор од нашава држава. Чест ми е и задоволство што за прв пат во овде кај нас, во мојата емисија и во нашата телевизија, како што многу ми најавикаат Охридска, и мене тоа навистина вака убаво ми звучи, убаво ми доаѓа, иако нашата телевизија е телевизија ТВМ, но кога ќе речат Охридска, тоа ми има едни пошироки размери, значи ја чувствуваат за своја. Ќе биде промовирано едно мало делче од овој филм. Значи, нашите гледачи ќе бидат првите што ќе можат да видат еден мал дел од филмот и сега ние додека разговараме можат од режија да ни пуштат, гледачите нека уживаат во тој готов производ, а ние ќе коментираме. Реков, значи цел град тогаш живееше и пулсираше за тој филм. Сега еве ќе го види светлото на денот. Планираше да учествуваш на некои фестивали со него, сигурно напомена сега пред малку, сигурно таа идеја не те има напуштено. Не, знаете, се врати во Охрид после долго време студирање и работа. Пет се би оставил гледачите да го видат ова, после ќе коментираме. Ување лекарски тим за операција, бидејќи се работи за комплицирано. Знаете, после 12 години се вратив во Охрид. Го снимав документарниот филм, го снимав и играниот филм. Екипата со која работев и охриѓани на кои им сум многу благодарен ми ја дадоа безрезервно поддршката за да го направам овој филм. Парите ги потрошив во Охрид. И сега нема друго место на кое би поместил за да направам премиера. И ми е голема чест и задоволство да си почнам од дома. После кај ќе ме носи патот и самиот филм, каков пат ќе си направи, тоа се веќе, да не речам, виши сили за кои до негде дека би имал контрола, ама не верувам дека би имал контрола, бидејќи пред се е многу емотивен филм, филм кој гледачите нема да ги остави равнодушни, во смисол да не реагират, ќе реагират и се радувам на било која реакција, затоа и го правиме филмот. И сакам да им се заблагодарам на охриѓани пред се затоа што ми дадоа таква поддршка која секој филмаџија би сонувал да има. Те чекав да го завршиш филмот. Знаеш колку пати ќе ти се јави Филија, докаде си со филмот, дали е готов, да ми бидеш гостин во емисија, затоа што после самото снимање ми беше гостин, зборувавме, ама требаше и една завршница на сето тоа. И може би повторно ќе те повикам и после премиерата да ги споделиме така впечатоците од она и емоциите од она што ќе го доживееш овде. Каде планираш да биде промоцијата, во Центарот за култура? Да, во Центарот за култура ќе биде, мислам со почеток од 20 часот. Дали ќе биде малку така посвечена промоцијата, ќе имаме ли од глумците дел? Цела екипа ќе биде присутна и екипата. Да, покрај главните ликови кои ги толкуваат улогите, глумците, ќе биде и екипат, директорот на фотографија, се надевам шминкерот, се надевам костимографот, сите автори кои
ми помогна да го направам овој филм да биде реалност. Се надевам дека ќе дојдат, нема да има некои ангажмани. Веќе им е најавено на сите дека на тој ден, 5 декември во четврток, со почеток во 20 часот, ќе имаме премиера на Дедо Внук. Деновиве актуелен е еден премиера, значи на уште еден македонски филм, тоа е Врба на Милчо Манчевски. Салата е преполна. Иако веќе е времето залади, секогаш се жалиме немаме грење, но не било тоа главната пречка, значи охриѓани воопшто граѓаните се желни за нешто ново, за нешто наше, така да работете повеќе на тоа. Вие режисерите стимулирајте ги актерите, нормално тука државата мора да помогне финансиски или пак од некои други извори да се најдат средства, затоа што желни сме за нешто убаво, за нешто наше, да го видиме и да видиме каде сме во споредба со светот. Па, во споредба со светот зависи од кој аспект сакате да ги гледате работите, за некои работи доцнеме, за некои работи се пратиме, тука сме. Но сакам да ви кажам дека во последниве години, последна година или години кои ќе дојдат пред нас, има еден значаен отскок во однос на што значи македонски филм. Веќе не можеме да кажеме дека се снимаат глупи филмови, се снимаат интересни филмови со интересни теми, теми кои досега не биле раскажани, прераскажани, иако најубавите песни веќе се испеани, најубавите филмови се снимани, најубавите текстови веќе се напишани, но живееме во едно време кое си носи своји предизвици. Си носи своји убави белег, да, и лоши работи и свој печат. И ние режисерите сакаме да зборуваме за некои теми кои пред се вечни теми, филмови кои ќе остават белег и печат, ама ќе бидат и актуелни после години, бидејќи човековата природа тешко е менлива, табиетите, менталитетот и цел тој склоп на еден човек се, како да речам, од генерација на генерација и се надевам дека некоја генерација некои работи ќе ги однесеме на повисоко ниво, ќе бидеме подостојни како луѓе и ќе се грижиме сами за себе. Овој филм, значи, можеби во однос на светот и на светската кинематографија, европска ТВ, светската, ни недостасуваат средства, ни недостасуваат современи технички помагала и така натаму. Ги имаме сите работи. Знаете, не сме многу далеку од светот во однос. Не можеме да се топориме, да наречам, или да се надпреваруваме со Марвел филмовите, Avengers, тие се веќе на друга уметност на која работат многу други луѓе. Ние правиме пак многу поинтимни филмови. И па тоа сакав да кажам, можеби тоа ни недостасува, можеби не сме на исто рамниште, но не ни недостасуваат приказни, не ни недостасуваат емоции, значи за тоа сме навистина надарени и имаме многу работи од каде да црпиме идеи. Идеи не ни фалат никогаш. Само потребна е реализација, желба и волја за човек да застане и ги направи сите работи. Инаку само да подсетам, мислам дека гледачите знаат, но ако подзаборавиле, овој филм Дедо и внук е всушност една твоја лична приказна од некои твои лични емоции, некои доживувања што си ги имал, па потоа ги имаш преточено и обработено, проширено, надградено и така натаму. Секој филм, е вака за гледачите, е огледало на режисерот. Бидејќи години ќе поминат додека го напишам, снимам, монтирам, па доживе премиера, е огледало во кое јас и мои карактерни особини кажувам. На секој карактер треба да му дадам живот да биде поразличен од секој друг, со некои работи се сложувам. Морам да изградам и луѓе кои се антагонисти, да наречам негативци во самата приказна. Ама ги гледаме пред нас се тие работи. Јас не се инспирирам од работи кои ми се многу далеку, туку се инспирирам работи кои ги гледам пред мене. Дали ги гледам стварно пред мене или ги гледам што се случува на државно ниво, имам таква свесност која не ми дозволува да бидам рамнодушен.
сакам да се борам за едно подобро утро. И сега, да, филмот не може да го смени светот, ама од друга страна може да направи да подмислиме, да подразмислиме за некои работи, што правиме, како правиме, што можеме да направиме да биде поарно. Во суштина, не сакам се замарам со лоши работи, секој ден гледам на едно подобро утро, колку се трудам и успевам, тоа е веќе друга работа, ама волјата и желбата не ме напуштаат. Така и со филмот. Направив многу необичен филм, во смисол, со директор на фотографија се договоривме да не личи на ниту еден романски филм, да не личи на ниту еден македонски филм. И сама беше голем предизвик да направам филм кој е составен од кадар секвенца, значи да не сечам. Не сакам да манипулирам со емоции. Сакам гледачите да го доживеат филмот онака како што треба да го доживеат, затоа што не сакам да правам една атракција во смисол да сечам брза монтажа, да ги изманипулирам во однос на која е вистинската емоција. Вака, еден кадар ми трае по 5 минути. Имаш доволно време да ги видиш сите тие работи. Секој режисер, јас можам да се зборам за мене, сум студирал менеджмент на емоции, за вие како гледачи да осетите нешто, јас треба да му кажам на глумците како да го изведат, па да го сватат, а пред тоа јас да го имам сварено голтнато како емоција, а филмот има одредени правила како емоциите се движат и стварно е многу интересен процес во кој би многу научив, созревав, се надевам станав подобар човек, затоа што можам да направам разлика. Најде филмот и терапија на еден начин, бидејќи ги поминува сите стравови, кои не сакаш да се случат, затоа го правиш филмот, да кажеш со луѓе, видите, сме сгрешиле за некои работи, да не ги правиме истиве грешки. Се надевам дека ќе го гледат гледачите и тука сум за муавет, за било што, ама да се прават и меѓу себе муавет. Во смисол да се зборува. Да се зборува, ама да се зборува за да биде едно подобро утре. Илија, се уште си дел од локалната самоуправа? Да, се уште сум дел од локалната самоуправа. Некако те нема многу, значи затоа и те прашувам. Знам дека си се уште дел, ама ете малку за гледачите кои што не се толку во контакт и ги немаат сите информации. Мислам дека една од причините што доцни и промоцијата на дедо и внук е токму твојот ангажман во локалната самоуправа. Беше многу ангажиран во кампањата за локалните избори кога доби, за жал, покојниот градоначалник Јован Стојановски. И внесе некој нов начин на работа, но сега еве пак си некако повлечен во позадина си. Дали со неговото заминување веќе немаше волја и мотив за и понатаму да бидеш во првите борбени редови, или пак се сменија нештата во самата локална самоуправа? Јас се уште сум како советник и на актуелниот градоначалник господинот Константин Георгиевски. Тука сум во било кое време на располагање, за било која работа, како што сум се секирал, грижел за покојниот градоначалник, така се грижам, се секирам, давам предлози, сугестии на актуелниот градоначалник. Тука сум во било кое време, за било кој ангажман. Моментално општина Охрид има сериозни предизвици пред себе. Дали да се постапува според работите за УНЕСКО, дали да се решава проблемот со колекторот, дали да се решаваат проблеми со дивоградбите. Актуелниот градоначалник си има своја визија, си има свои чекори за развој и тука сум во било кое време, за било која работа и стојам на располагање за предизвиците на општина Охрид кои ги има пред себе. Благодарам за денешното учество во Лупа. Веќе времето не гази, но навистина интересен разговор на задоволство и мое и на гледачите. Ти посакувам уште многу филмови. Како што реков, желни сме за нешто наше македонско квалитетно. И
Ете, мислам дека денешниот ден како повод и причина за славење, но и за подсетување на една малку помрачна историја, ќе ни создаде едно чувство кое што уште барем неколку денови ќе ни трае, да размислуваме интензивно за нашиот град. Мислам дека многу повеќе тој ни дава отколку ние нему. Затоа сите малку да се замислиме во кој правец се движиме, што правиме и дали му наштетуваме на градот или пак правиме добро за некој. Да си ги поставиме тие прашања и сами да си одговориме. Само уште една работа. Повели. Кога еднаш премалку напоменавте дека што е поважно, здравјето или слободата, едно без друго не може. Но мислам дека слободата е едно кој би ги трнал сите работи и би дошол до сршта и суштината на едно човеково постоење, тоа е слободата. Сега, ако одиме по едни источни верувања, дека само родителите и времето не може да си ги одбереш кога се родиш, другото се е слободна волја. И колку човек да биде слободен, зависи пред се од самиот себе и од колективот, се разбира каде што живее. И ако ја имаш слободата, а не знаеш што да прави со неја, и исто така како и со љубовта. Некој ти ја дава, а ти не знаеш што да прави со неја. Исто како да не си љубел. Тоа е во суштина како ја гледам слободата. Денеска сме слободни, ама ако заробени. Се однесуваме слободно, а пак не знаеме што значи да бидеш слободен. Да му се радуваме на секој ден, затоа што сме слободни, затоа што не знаеме утрешниот ден што ќе ни донесе. И затоа и напоменав и кажав да си имаме разбирање и да имаме толеранција, да се грижиме едни за други, многу поинаку ќе ја видиме слободата. Затоа што мислам дека здрава за готово ја имаме земено и така и се однесуваме. Не би додавал ништо повеќе. Благодарам уште еднаш. Само ќе напоменам, почитувани, останете со телевизија ТВМ. Веднаш после емисијата ќе следува 5-та епизода од документарниот филм кој што е посветен на ослободувањето на Охрид. Значи, таа епизода е токму посветена на денешниот ден. Што се случувало пред 75 години. Довидување.